Нас во септември ќе биде ова што пише овде на флаерот, значи нема глас од нас. Пензионерите бараат линеарно покачување на пензиите наместо процентуално. Според нив актуелните мерки за усогласување на пензиите, кои се заосновани на процентуално зголемување, не се доволни и не обезбедуваат фер распределба на средствата. Со силен став денес тие го искажаа својот револт, а на 15 јули потенцираа дека ќе одат во Скопје за да разговараат со премиерот. Да побараме од нашиот премиер да ја прими нашата делегација во Скопје на 15 јули, за да можеме да разговараме во однос на законот кој што го имаме дадено во собрание, еве го тука е пред мене, и ова што пишува на нашите флаери, да се почитува тоа што сме го и порано зацртали, за кое што стоевме 2,5 години на улица, а тоа е барањето за продолжување на линеарното покачување на пензиите. Без разлика на тоа што тие го викаат со усогласување и сега еве слушаме на телевизија дека некоја си сума од 2 милиарди пари се планира да биде распоредена во буџетот за усогласување на животните трошоци. Јас веднаш ќе го кажам тоа како еден обичен пример, кога ќе се поделат тие 2 милиарди на пензионерите, тоа е сума некаде од 750 денари, доколку е линеарно покачување. Ако е животниот трошок за усогласување на сите пензионери, тогаш нека биде 750 на сите. А не процентуално да даваме на оние со 60, 70 и 80 илјади, тоа е 3,5%, по 2,500, по 3 и така натака, а на овие доле да се симнеме со 700 денари па до максимум 1000 денари. Пензионерите велат дека воедно протестираат и за младите, доколку покачувањето на пензиите процентуално истакнуваат дека ќе бидат оштетени идните пензионери. Кажеме за станка, инаку председателка на Сојузот на пензионери на Република Македонија, да кажеме дека помина нејзиното време и треба да си оде од таа функција, бидејќи ние посетивме сигурно најмалку 10 институции. Од денес кажуваме дека станка за нас ништо не значи. Само за тоа да кажем. Инаку овде се собрани пензионери кои штрайкуваат веќе 3 години. И сега проблемот е тоа. И ние работиме за сите, работиме и за младите. Младите треба да знаат дека ако продолжи процентуалното покачување, тие ќе бидат оштетени кога ќе дојдат на пензија. А тоа значи дека системот ќе ги натера да земат некаде 60 до 70% од пензијата. Тоа значи дека и останатите пензионери од другите градови го истакнаа револтот и тие со силен став бараат линеарно покачување на пензиите. Ние бараме линеарно покачување на платите, на пензиите, бидејќи само така можеме да стигнеме. Иначе со некои неполни 20.000 денари не може да се обстани, то нема да правам повеќе дискусии. Господјата председателка, бидејќи барањето е пуштено писмено до неја и барам јавно одговор да не прими една делегација кај неја, исто и кај премиерот, за да ги посочиме неправилностите за овие 32 години транзиција каде што по улиците талкаат пензионерите за корка лев. Овие со ниски пензии што се 14 до 18 илјади, двајца, еден брачен пар, едниот жив, сопругата не му зима пензија, со 9.000 на 29.000, дали може да останат? Од 500 до 900 денари, тешко да можат со оваа инфлација да испаднат на крај. Затоа апел, значи, да делот од тоа да биде, значи, покачувањето да биде линеарно, да биде. Инаку протестот денес се одржа во Свети Николе, а на истиот присуствуваа пензионерите од сите градови и понатаму тие ја бараат својата правда, која што на 15 јули ќе ја истакнат и во Скопје.